Не бараме прекуле погача, туку бараме достоинствени примања во време на скапотија. Пензионери од цела Македонија денеска се собраа на масовен протест во главниот град. Протестот започна пред амбасадата на САД во Скопје, а потоа продолжи пред владата. Главните барања на пензионерите се линеарно покачување на пензиите од 5000 денари, минимална пензија од 20.000, како и промена на методологијата за покачување на пензиите. Нашите барања се јасни, не бараме преку леп погача, го бараме она што им е потребно на најголемиот дел, некаде околу 160.000 пензионери во Македонија, да можат да живеат достојно. Значи, Бидејќи сега се со минимални примања. сега се минимални некаде од 10 до 13.000. Пензионерите се разочарани оти власта останува глува на нивните барања за раст на пензиите. Велат лицемерно да се има пари за зголемување од 78% за функционерските плати, а да се нема за поголеми пензии, беа дел од пораките на пензионерите. Имаме право достоинствен живот, но вие позади нас не ни даваат да живееме. Замислете со какви маки дојдовме, господа од Скопје. А вие што направивте со вашата алчност? Не доведовте до просјачки стап. И затоа решивме на нашиот молк да му дадеме гласност, јасност и јавност. Нема повеќе молчење. Да дознае светот во каква бедна состојба се наоѓаат македонските пензионери. Представници на пензионерите имале и средба и со евроамбасадорот Дејвид Гир, кој како што велат останал зачуден, зашто за прв пат видел протест на пензионери. Инаку во септември со редовното усогласување на пензиите тие добија зголемување од 5,3%, а минималната пензија во моментов изнесува 13.200 денари. Пензионерските протести ќе продолжат и во иднина, и ако бидат игнорирани ќе стануваат се порадикални, како и со повеќе часовни блокади на секаде низ земјава.